Здраво, другарчиња. Јас сум Сузана Илиевска, воспитувач од детската градинка Царка Андреевска од Кратово. Денеска ќе ви раскажам еден расказ за една скршена гранка. Затоа ќе ве молам внимателно да ме слушате. Скршената гранка. Еден ден Владко излегол да се прошета до блиската околина. Одејќи по патот, забележал дека целата природа е веќе разбудена. Се свртел на сите страни и забележал дека тревата е веќе раззеленета, дрвјата веќе расцутени, се било многу убаво. Погледнал пред себе и догледал едно расцутено дрво со прекрасни розови цветчиња. Тој застанал под дрвото и го почувствувал преубавиот мирис од расцутените цветчиња. Потоа тој го кренал своето раче и успеал да дофати една гранка од расцутеното дрво. Кога ја дофатил гранката, ја повлекол со сета своја сила и ја скршил. Си ја земал скршената гранка и така, задоволен и среќен, си заминал по патот на кај својот дом. Одејќи по патот, цело време си потпевнувал, подскокнувал и размислувал каде гранката да ја постави во својот дом. Расцутеното дрво, кое останало без својата гранка, многу се натажило и почнало да рони солзи. Од големата тага на расцутеното дрво се растажиле и цветовите и тие почнале да паѓаат едно по едно на земјата. Владко, кога се доближил до својот дом, ја погледнал скршената гранка. На гранката не останало ниту едно цветче. Тој многу се натажил и си рекол: мене не ми е потребна оваа гранка без цветови. Веднаш ја фрлил гранката во корпа за отпадоци и си отишол право дома. Ајде сега, дечиња, да ми кажете, дали ви се допадна расказот? Да? Убаво штом ви се допаднал расказот. Ајде сега да зборуваме малку околу текстот за расказот. Што забележал Владко додека шетал? Расцветаните дрвја? Така. Друго што забележал, деца? Цвеќињата што веќе цветале? Така. Како се чувствувало дрвото после скршената гранка? Тажно? Секако дрвото било тажно, зашто му фалела една од неговите гранки. А ајде сега да ми кажете, тоа што го направил Владко, дали било добро? Не, па не било добро. Дали Владко, деца, постапил добро?
така не постапил добро. Значи, дрвеата не треба да ги кршеме. И ајде сега да ми кажете како изгледала гранката кога Владко пристигнал пред својот дом. Немала листови повеќе и цветови, така ли? Да, така деца, значи гранката останала празна. И што и направил Владко на празната гранка? Каде ја фрлил? Во корпата за отпадоци. Браво, дечиња! Ајде сега заеднички сите да извлечеме една поука, дали така треба да се однесуваме во природата. Да ја уништуваме или да ја чуваме? Да ја чуваме? Секако деца, значи треба да ја чуваме природата, бидејќи таа е нашето најголемо богатство. Пред да завршиме, сакам да ве прашам, дали некој од вас знае да ми каже, овие розови цветчиња од кое дрво биле? Од слива? Слушам гласови од слива? Не, деца, сега јас ќе ви кажам. Овие цветчиња биле од овошното дрво праска, која што раѓа праски и потоа вие и ние сите ги јадеме. Сега ќе ви зададам една задача да ја завршите дома со вашите родители, а тоа ќе биде да ја оживеете скршената гранка. Потребен материјал ќе ви биде еден лист А4 формат или лист кафеав од колаш, молив и темперни бои. На листот нацртајте го вашето раче, тоа ќе ви ја представува гранката. Но за да биде расцутена гранка, вие ќе треба да ја оживеете. Тоа ќе го направите со показалчето, односно да направите печати со розова боја на секоја гранка. Ви благодарам, деца, многу што ме сослушавте. За денеска толку, до видување, до скоро видување. Чао!